Дечки, кинезиве изгазија и доправа ќе газат. Веќе некое време ви трубам на тоа дека кинезите доправа ќе бидат немилосрдни и со цена и со опрема и со возило како целокупен пакет. Таков е Geely Starry, она што денес го возам, кој што директно или индиректно го напаѓа еден од најпопуларните автомобили и во Македонија и пошироко, кој што неодамна ви го прикажав, тоа е Kia Sportage. И да, нуди добра цена, нуди одлична опрема, но не е се така совршено, бидејќи има некои работи кои што искрено јас би ги подразмислил пред да се одлучувам за Geely City Ray. Geely City Ray е модел, најновиот модел кој што го прикажа Geely неодамна во Македонија и се протнува точно измеѓу Cool Ray и Starry. И сега веќе немате причина да кажете да, ова ми е помало, ова ми е преголемо. Сега Geely ви нуди точно до сантиметри разлика. Секој модел да ви одговара, тоест да одговара на секого што има примерки кај Cool Ray или кај Starry поголемиот. Сега го имаме City Ray кој што да, според големината и според цената се тука некаде со Sportage, иако и стариот за мене можеби повеќе одговара, но еве го и City Ray кој што сега за 30.990 евра акциска цена нуди фантастично добра опрема. Имаме 1,5 4-цилиндричен турбобензинец со 174 конски сили и 290 ньютон метри. Одлични перформанси. Тоа е нешто како во Sportage GT Line-от, близу 180 конски сили имаше тој. Погон на предните тркала, немаме хибрид, имаме 7-степен автоматски менувач, но ајде пред да дојдам до сите тие работи, прво да видиме дизајнерски. Искрено многу сакам дизајнерски да потенцирам неколку работи, бидејќи Geely е еден од ретките кинески брендови кој што воопшто не изгледа на кинески. Воопшто, мислам, повеќе би рекле дека изгледа на нешто америчко, на Cadillac, нели тоа го кажував со стариот, бидејќи стварно предницата му е толку моќна, агресивна, широка, нетипична ниту за европски, ниту за кинески пазар. Многу ми се допаѓа, многу привлекува внимание, она што е нели најбитното. Предницата тука кај City Ray многу одговара на стариот, на поголемиот негов брат, отколку на Cool Ray. И окей, бидејќи на Cool Ray се очекува можеби и некое освежување за брзо време, но она што ми се допаѓа тука за разлика од Cool Ray, што Cool Ray сепак е малку по спортски, по-агресивен модел, ова е сепак малку по-фамилиарен и ми е окей ваквата по-сериозна предница. Странично е, сосема солидно, сосема окей возило, дизајнот позади многу ми се допаѓа со овие светла и истото мора да го потенцирам дека како напред така и позади ми се допаѓаат овие средишни делови кои што се со испрекинати линии и не се накви споени веги као на Фрида перните веги, едноставно многу по-кул ми изгледа вака тука. И дополнително нешто што мора да потенцирам е дека доаѓа со 4 отвори од дизелниот систем. Мора тоа го потенцирам и тоа се реални, не се фейк, бидејќи кога последен пат сме виделе вакви реални отвори и да изгледаат вака убаво со овој дифузер тука доле. Стварно многу кул изгледа City Ray. Сега има една друга работа што би сакал исто така да потенцираме, дека City Ray доаѓа во 3 нива на опременост, GK, тоа е основното 28.990, GF кој што го возам сега и тоа е 30.990 акциски цени зборам, и имаме GF Sport кој што нема разлика во ниту еден модел во поглед на перформанси, нема разлика во поглед на опрема, некои драстични разлики, има некои ситни измени, но има разлика пример во бандажите, како тука што имаме 19-инчни бандажи, внатре имаме меморија на предното возачко седиште, и кај GF Sport тука позади имаме 4 отвори од издувниот систем. Ако сакаш да напаѓаш автомобил како Sportage, треба стварно си спремен во поглед на опрема, на комфор, на практичност. City Ray нуди 571 литар багажен капацитет, што е стварно фантастично, голема површина за товарање, за што и да ви треба, дали за багаж на одмор, дали за тегли ајвар, за што и да ви треба, буквално тука имате простор. И нешто што ми се допаѓа, бидејќи вратата многу убаво се отвара, имате убав и широк простор за товарање.
многу го поедноставува самиот процес на товарење на потежок багаж и дополнително на тоа што ми се допаѓа што ивицава тука од браникот не е така длабока со даската доле, што е супер, бидејќи нема се малтретирате. Таман да ги кренеш па ги бутнеш пак доле па од таму да ги кренеш да ги извадиш. Не, тоа го немаш. Сега друга работа што ми се допаѓа што од страна имаш лево и десно две мали остави кои што дополнително можеш да си ги користиш дали за крпчење, дали за што да ти треба. Нема куки за качалки, тоа што обично го барам, ме нервира што го нема. Тука да, можете да си поставите, но работата што ако ја користите завесата, можеш да ги користиш дел од нив како на пола да затвараш оваа завеса, што е супер кул и практично, но ето во одредени моменти ќе ти смета тие кесиња. Да, автоматска врата имаш тука на багажникот во овој GF пакет, бидејќи во GK тоа го немаш. Ета за тие 2000 евра разлика, тоа го добиваш како дополнителна опрема. Сега тука на задниот дел, ако тргнам јас мојата опрема, можеш да видиш и сам колку е широка, колку е практично, сам гледа само за нозета колку простор имам, иако во моментов предно во седиште се враќа назад секој пат кога ќе излезам јас од возилото, бидејќи има меморија и тоа е дополнително во GF пакетот. И сега е вратено и гледа само колку простор имам. Тоа е супер кул. Друга работа што ми се допаѓа е што доле на средниот дел немаме некој тунел, има некоја мала висина на средниот дел, но не е тоа ништо страшно и на средниот дел кој ќе седнеш, мислам тројца патници човече може да се возат тука стварно комотно и би рекол дека е малку поудобен од спортажот. Тоа е многу кул. Иначе многу убави седишта, убав наслон на седиштата, за жал немам опција да го навалувам нагоре надоле, но ми се допаѓа бидејќи можам стварно да се опуштам и тука да уживам. Седиштата како материјали се фантастични, нормално тука има и наслон за раката со две остави за шишење што е супер кул, Isofix куки кои што се лесно достапни, материјали тука малку е потврсто за разлика од напред, но се е убаво цврсто и квалитетно направено, нормално џепчиње тука кај седиштата и нормално имаме тука панорама горе на целиот покрив што ај сега се префрлам напред за да ви покажам таму како се вклучува се. Да, и на USB порт и една мала остава на средниот дел. Сега, првата критика што ќе кажам е тоа што кога ќе влезеш вака внатре и треба да повлечеш вратата, кај спортажот ми се допаѓаше што имаш едно мало запче и можеш да повлечеш па да фатиш. Тука, гледате, нема ништо и треба баш да се истегнеш, да фатиш тука на овој дел за да повлечеш. А тој истиот дел е па супер кул и практичен, бидејќи има мало џепче, па можеш телефонот тука си оставиш да не го оставаш на средниот дел, така да доста кул е во одреден момент, ама во одреден момент стварно ви треба. Друга работа што ми се допаѓа е самата рачка тука за отварање на вратата, кој што многу поразлично од било што до сега што сме виделе, а многу практичен. Напред дизајнот на некого ќе му биде премодерен, на некого ќе му биде сосема солиден, мене ми е окей, искрено од дизајнерски аспект е стварно убаво, но од практичен елемент ќе видите за кратко што не ми се допаѓа. Инаку тука има 13,2 инчен екран, огромен екран од инфа забавниот систем, кој што во поглед на респонзивност работи фантастично добро, бидејќи го има најдобриот и најбрзиот чип во моментот кој што се нуди на пазарот. Одлично функционира, мислам, гледа само како брзо реагира на секој мој допир. Пред возачот тука има 10,2 инчен екран, кој што е супер прегледен и добра графика има. Имате окей информации кои што ви се потребни. Доле има две остави за телефон, од кои што едниот е бежичен полнач и исто така бежичниот полнач се доплаќа во GF пакетот во тие 2000 евра. Инаку под оваа цврста и убава даска има две остави за шишење што е супер кул. Многу ми се допаѓа, сам само слушаа го отварањето и затварањето на оваа даска. Многу доликува на еден убав квалитетен автомобил. Под настанов за рака има една остава која што е климатизирана, е супер кул. И тука под целиот овој централен брек доле има уште една остава која што е со 2 USB порти, 12 волтен приклучок за струја. Седиштава исто така тука се фантастично удобни. Стварно немам никакви примерки околу седиштава. Материјалите се интересни, не е ова вистинска кожа, еко кожа, но убаво изгледа со овој портокалов штев. Стварно многу кул изгледа целиот овој дизајн. Сега редно време да ви кажам некои работи кои што не ми се допаѓаат, кои што ги приметив, кои што јас би ги подразмислил бидејќи стварно ми значат.
Прва работа што не ми се допаѓа е што нема ниту едно физичко копче тука. Ама ниту за клима, за ништо. Супер е кул, модерно изгледа вака само на екран, но искрено за возење, при возење, да одберам клима на овие мали копчиња тука, ми е проблематично. Па да стиснам дека сакам да пуштам греачи на било кое седиште. Значи јас сега не можам да погодам све, а не пали при возење. Тоа не ми се допаѓа. Во ова време сега имаш потреба и од магленки. Во моментов има магла напред и треба да вклучам магленки. Не ми се допаѓа што прво, за да дојдеш до нив, треба да се измачиш да видиш каде се точно, бидејќи се зацкриени тука доле. Второт, кој ќе ги видиш доле, нели по навика ти доаѓа дека треба или да ги повлечеш или нагоре надоле нешто да направиш. Овде треба да кликнам на ова копче. Добро. Кој ќе го научиш, да, е практично, додека го научиш, ти ќе пројдеш маглата, верувај ми, ќе пројдеш. Да, пак е екранот, не ми се допаѓа што дури за панорамата да отварам, супер, пак ќе кажам кул што можам тука вака на линија да го отварам, но при возење, пример панорамата, ако сакам да подзатворам, 100 пати ми се случи, отвори, затвори, а сакаш да врне, ќе ти влезе дожд натре, партали. Не ми се допаѓа ова што мора да биде вака. Нели може тука вака да го направиш на една цртка и готово да завршиме работа? И нормално последната работа е позицијата на екранот и воланот. Сега во моментов, јас, мојата позиција за гледање е ова. Иако имам потреба воланот уште малку да ми оди надоле, за да искрено се чувствам онака како што јас сакам. Но ако го спуштам, ќе го зацкријам екранот уште повеќе, нема да гледам одредени информации тука на самиот екран. Да не заборам, уште последната работа, менувачот. Супер е како функционира, но за да сменам насока, морам она класично од Volvo да го направам. 2 пати да повлечам за драйв или 2 пати да бутнам за рикверт. Зашто не може да го задржам и да смени насока? Не разбирам. Са овие работи не ги кажувам за да ги нападнам джили или било што, ги кажам само бидејќи стварно јас можеби најмногу очекувам од Geely, бидејќи имаат сериозно портфолио, имаат сериозна позадина, Volvo е во нивна групација, користат нивни технологии, заедно со швеѓаните работат на целата безбедност на сите тие системи и да, за 30.990 евра добиваш стварно се од опрема, што цела оваа опрема ја добиваш во GT Line, кој што во Спартаж чини 42-43.000 евра. Тоа е разлика од цена, мислам стварно разлика од цена. Може да си купиш уште едно половно возило и да терате со 2 возила многу долг период. И затоа ги спомнам овие работи, како на пример, стварно ми нема логика. Греачи на седиште имаш на сите 4 места и тоа е супер кул. Стварно опрема која што е за завидување. Но да треба да ги пуштам од тука, од ова мало копче, па да одберам дека сакам седишта, па да одберам на тој десно или на тој лево да му ги пуштам греачите, па не сакал на тројка, сакал на двојка, па овој сакал на кец. И тоа ја да го правам. Нема логика. Зошто позади не ставите едно копче и тој да се регулира сам? Мислам, стварно ова ми е малце работа која што ме иритира, бидејќи кога може денес све да биде едноставно, ние го комплицираме. Не гледам логика у тоа, не е само кај Geely, кај секој друг што го прави вака, јас го коментирам. Убавата страна е дека за 30.990 евра добиваш апсолутно се од опрема. Не, за 28.990 евра добиваш апсолутно се од опрема. Зошто? Бидејќи во сите 3 пакети ги добиваш сите оние работи кои што ти се потребни. Еве сега гледај, ја треба возам и да вклучам тука клима и поише внимание имам доле отколку горе на пат. Мислам, нема логика. Но ги добиваш сите удобности кои што ти требаат. Панорама, греачи на седиште, сите безбедносни системи, поврзување со Apple CarPlay, со Android, имаш посебна апликација нивна, која што треба да симнеш на телефон, па го поврзеш телефонот, функционира и тоа, но дефинитивно со iPhone е многу подобро и многу полесно да се врзеш. Исто така имаш, како што кажав, беџичен полнач, сите безбедносни системи и тоа од втората генерација, од второто ниво на ADAS системите, така да многу добро функционира сето тоа. Веќе претходно сум го потенцирал и со Coolray, и со Starray, па и со Lynk & Co, иако е друг бренд, но генерално истата групација, горе-доле истите системи и сето тоа функционира стварно безпрекорно добро. Во
функционираат убаво, задржуваат во лента, убаво реагира кога е потребно, нема нервозно фрлање од една во друга страна, убаво, стварно убаво функционира. Може би дал една критика тука кај City Race што не титка, не е нервозно предупредувањето, тоа ми се допаѓа, но е нервозен во поглед на за се реагира и за себе и притиска на кочница. И сега кога си сам е окей, не е толку страшно, но кога возиш и што е некој друг околу тебе, прво ќе ти каже, бе, шо правиш, знаеш ли да возиш? Зашто осетскаш колата? Зашто не кочиш? Гледај. Не е дека не гледам, мене ногата ми е на кочница, јас веќе кочам. Тој веќе, бидејќи патот е малку вулгарнен и возилото го чита малку поблиску и одма, ме сецка. Зашто? Зашто? Тие работи може да се сопштверски да се средат, бар јас мислам дека може, и да биде многу по-опуштено возењето. Дефинитивно во глобала е многу опуштено возењето, стварно многу опуштено. Прво е многу мек, на предниот дел особено, на задниот дел ми е малку потврд и би дал тука едно мало внимание кон вас да имате на ум дека кога ќе возите, кога ќе бидете сами, може да слушате од позади како малку да е по-крут. Не е крут на суспензија, само звукот делува така. Тоа е една работа која што треба само да разграничите, бидејќи стварно возењето и напред и позади е феноменално удобно. Иако за жал нема многу време, само 3 дена ми го дадоа, не знам Джили зашто само 3 дена, но и тоа неполни 3 дена, но во 3 дена не можам да видам апсолутно се и не можам да пројдам доволно километри, како што не можам да пројдам доволно километри за да направам јасна дистинкција помеѓу автопат, комбинирано и урбано возење и потрошувачката, за да видам реално колку троши. Бидејќи они декларираат 6,3, што 6,3 од 174 конски сили е вау. Но дали реално е така, бидејќи од 1.6 спортажот со истите конски сили троши 10-11. Тука мене во моментот ми покажуваше 11, 10, 9 литри најмногу го спуштив, што е многу далеко од 6,3, но ајде на тоа ќе дадам дека немав доволно време да го испробам и за да дадам јасна слика колку е потрошувачката во одредени моменти. Ова повеќе ми беше комбинирано возење, што за комбинирано возење 9 литри ми е апсолутно висока потрошувачка. Да, би ставил на тоа дека врнеш и дека е ладно и дека нормално се крева малку потрошувачката, но е една критика дека не успев доволно да извозам километри, бидејќи на неполни 3 дена. Управува убаво, управува солидно. Не очекувате управување да имате за некој престабилен спортски седан, хеджбек и така натаму. Управува солидно за едно фамилиарно возило. Малку ако поише се заиграте со него, ќе осетите како во одредени моменти ќе почне да доаѓа на неговите граници, да пушта во одредени кривини. И тука треба да внимавате. Бидејќи 174 конски сили и 290 ньютон метри се фантастични перформанси, луѓе. 290 ньютон метри, тоа не баре како еден добар дизел претходно кога сме возеле. И овие перформанси стварно се за почит и искрено би кажал дека многу подобро функционира неголи во Kia Sportageот, бидејќи венели од преска него го споредувам, многу подобро функционира. Нема таков дилеј во гаста, иако има, но нема таков дилеј, многу е пореспонзивен, многу подобро функционира, иако можеш да се одбереш различни режими за возење, кои што сега ако ги барам тука кај се, отидовме до утре ќе биде епизода, но имате спорт, комфорт, еко и интели, тоа е на комбинација на паметно возење, што е супер кул и практично. Бидејќи во секој момент кога да притиснете на педалата за газ, реагира соодветно, дали треба да биде економично, дали треба да биде постартно, поагресивно, така да убави перформанси и убав менувач, дефинитивно 7 степен, како што кажав, единствена работа што не ми се допаѓа што мора така 2 пати цело време напред-назад да додам со неговото активирање. Сега во цела опрема мора само ви кажам дека имаме и греачи тука напред на предното стакло. ГК опрема нема амбиентално осветлување како што имаме тука во GF и GF Sport. Разликата од GF Sport и GF, како и тука,
е најмногу во дизајнот надвор. Перформансите секаде се идентично, немате разлика. Внатре во опремата е ова што ви го кажав сега. Имате разлика во бандажите од GKGF, као 18-19 инчни, и би потенцирал само дека добивате 2 години фабричка гаранција плюс 2 години Geely гаранција. Вкупно 4 години гаранција, што е окей, иако одредени негови конкуренти нудат и малку повисока гаранција. Но 4 години не е за воопшто за подценување. Јас тука негде ќе се одјавам од Geely City Ray, автомобил кој што привлеча многу внимание, знам дека многу ви интересира, знам дека многу прашање и пораки дојдов од вас кога, што мислиш и кога би го споредил со нешто што ќе кажеш. Јас сега ви кажав накратко што мислам за Geely City Ray. Чекам ваш коментар доле во порака за овие неколку работи кои што ги потенцирав, дали ви пречат. Искрено, ако ги навикнеш, се стварно сосема окей работи кои што ти влегуваат во навика после одредено време, после одредено учење на екранот и на сите работи. И ако ги споредиме така, дефинитивно City Ray. А ако ти пречат сите овие работи, тогаш погледни целата понуда и пиши ми во коментар што мислиш ти, што би одбрал во целата конкуренција. И нормално направи сабскрайб, бидејќи на таков начин можеме да се избориме и за повеќе денови, и за повеќе епизоди, за повеќе работи, и да се видиме наредна недела со ново и поинтересно видео. Чао!